Кире Наумов, член на Централниот одбор поранешен на Социјалдемократскиот сојуз, поранешен директор на Агенцијата за разузнавање, советник на Бранко Црвенковски. Се поранешно. Се е поранешно, да. Познат сте сега во овој период по критиките кон СДСМ дека треба да претрпи одредени промени Социјалдемократскиот сојуз. Која е разликата од времето кога вие вршевте функција во име на Социјалдемократскиот сојуз и сега? Кои се тие промени кои што се случиле, па сега вие барате да се поправат работите во партијата? Гледате, по една логика, ако одиме така, можам да кажам дека јас кога сум бил член на Централниот одбор, тоа е периодот кога СДСМ беше во опозиција, значи период 98-2002, и ако одиме со таков едноставен заклучок, после тоа СДСМ во 2002 ја освои една од најголемите победи. И сега по таа некоја логика, да речеме, бидејќи потоа не сум бил член во органите, може да извлечете дефиниција дека потоа било нешто подруго, па не знам, од 2006 нааму се редат порази. Но едно сакам да кажам, критиките према СДСМ се само еден дел од она што сум го правил во јавниот живот во последниот период кога не сум дел од органите. Најголем број или најголем дел од моите настапи секогаш биле критика на власт. Во еден мал дел сум кажувал дека е неопходно и многу отворено сум ги кажувал проблемите кои што постојат во СДСМ, пред се во неговата политика, која што ја спроведуваше или ја покажуваше, и дека тоа не доведува до победа на избори. Неколку принципиелни сум ги навел и можеме и сега, зависно од тоа како ќе одиме натаму, кои се работите кои што мислам дека не доведува до победа на оваа власт. Одредени кругови овие вакви критики ги сватија како тоа дека Кире Наумов работи против Социјалдемократскиот сојуз и дека може би испратен од некој центар да направи раздор или да... Така, постојано оди таа етикета, мислам дека сосема не држи никаква основа таквото нешто. Бидејќи јас, исто како и некои други интелектуалци или луѓе од јавноста, кажувале за некои недостатоци во СДСМ. Јас секој што сум го правил, бидејќи сум го сакал СДСМ и сум мислел дека на тој начин ако нешто се промени, сосема подруги би биле резултатите. Денеска кога гледаме и сите други кандидати, многу на ист начин кажуваат дека СДСМ треба да доживее промени за да може да успее да се реорганизира и да победи. Кои се тие промени? Каде гледате слабоста? Каде оценувате слабоста на опозицијата? Значи, најпрво ова што пред тоа го кажавте. СДСМ беше хиперсензитивен на било каков тип на критика. СДСМ во време на опозиција на 7 години не успеваше на ниеден начин да привлече повеќе луѓе кои што ќе застанат за неговата идеја. Единиот начин да се победи оваа власт е тоа, да успеете да привлечете што повеќе неопределени, да се обидете да ги активирате оние што се пасивни членови, да на некој начин покажете дека во СДСМ има место за сите луѓе кои што се антивладино расположени, но во својата суштина имаат социјалдемократската идеја, во својата основа. СДСМ беше хиперсензитивен на тоа, ова што го кажувате таквата, ајде ќе ја наречам етикета, е залепена према мене и према многу други луѓе, кои што во било кој момент кажувале дека нешто не оди како што треба таму. СДСМ сите нив во овој период ги прогласуваше за предавници, непријатели, на многу сличен начин како што власта ги етикетира оние кои што не се на нејзиниот правец. Затоа мислам дека тоа треба да се промени. Односот, начинот како се СДСМ обраќа на јавноста, начинот на кој што со сите оние кои што не се со власта, треба да им приде, да ги праша и да види дали може би грешката во самиот СДСМ, што е она што треба да го промениме и на тој начин да успееме на наредните парламентарни избори да освоиме 450 до 500.000 гласови. Само на тој начин може да се победи оваа власт. Цело време се повикувате на фер кампања која што се одвива за лидер на СДСМ. Што мислите, дали во недела се создадени тие услови? Што ќе се одвива во недела? Значи со неколку забелешки кои што отворено ги кажував, кои што се суштински, но јас никогаш нема да речам дека се такви за да кажам потоа дека заради тоа не сум победил доколку не победил и нема да бидам таков играч. Значи цело време јас морав од целиот период на целата процедура да кажувам неколку моменти кои што мислам непотребно доведува до тоа да се фрла дамка на демократската процедура.
И само ќе спомнам од почетокот е тоа што останува, дека мислам дека беше сосема нормално да се знае да биде јавен списокот на делегати. Тоа конгресот е само еден од неколкуте органи на Социјалдемократскиот сојуз, највисокиот орган, и за мене е несфатливо зашто тој не е јавен. Другите кандидати го делеа ова мислење со вас? Другите делегати не сум разговарал на оваа тема, се извинувам, кандидати, но ниеден од кандидатите јавно не го побара тоа. И сега тоа е нивни избор. Ја не велам дека тие го имаат, можеби и тие го немаат, но јас цела оваа процедура ја водев многу јавно и отворено кажав дека тоа не е во ред. Не сум разговарал со нив, бидејќи во периодот само сум разговарал еднаш со Заев. Го спомнавте Зоран Заев. Тој беше единствен кандидат кој се сретна со вас. Зашто разговаравте на следот? Значи, ако се сеќавате, јас на два наврати. Прво, веднаш кога поминаа кандидатурите на извршниот одбор, веднаш за утре ден ги поканев сите останати тројца. Потоа, они побараа, или самиот извршен одбор, самиот секретар ми каже дека неколку дена им се потребни да се договорат, јас бев трпелив, во тој период не водев никаква, да речем, кампања околу изборот. Потоа ги повикав, отказавши тоа дека не се договориле уште еднаш сите четворица и само со мало задоснување се озва на тоа господин Заев. Разговаравме она што мислев да разговарам со сите останати. Едноставно да си подадеме рака, да вака во лице си кажеме дека до крај до 2 јуни ќе имаме фер игра и дека на 2 јуни сите останати тројца ќе излезат и ќе му честитаат на најдобриот. Тоа господин Заев во една убава атмосфера ми го потврди. Не велам дека другите двајца не мислат така, но сепак не се одзва на поканата. Останува таа до 2 јуни, можеби ќе се случи и тоа. Еден од концептите кои го најавувате како условно наречено председател на СДСМ е владата во сенка и формирање односно назначување на министри. Не мислите дека овој проект е прилично неуспешен во минатото со оглед дека имаше неколку обиди и дека не профункционира и немаше никаков ефект? Мислам дека тој концепт е неопходен. Значи до сега тој бил неуспешен, кога велите вие и составено сте го право, во стартот, односно неуспешен да се формира влада во сенка. Никој во Република Македонија до сега не формирал влада во сенка. Ја мислам дека тоа треба да биде еден од првите чекори што треба Социјалдемократскиот сојуз да го направи. На неколку наврати сум објаснувал како тоа треба да изгледа, но за да се спротивставите на овој тип на власт, на која што мора да и парирате на секој дневност, на секој чекор, неопходно е да имате влада во сенка. Јас одам и дури понатаму, мислам дека покрај тоа што оние што ќе бидат претенденти за министри, покрај тоа што самите ќе дадат програма и она како треба да работат натаму, треба да си дојдат и со 1 до 20 своји први соработници кои што во самото министерство функционираат. И мислам дека тоа мора да биде успешно и тоа е начин како понатаму, покрај тоа што ќе кажуваме нашата програма, на идните избори луѓето да одлучуваат не само за програми и не само за ликовите на првите луѓе. Најчесто се сега сведуваше изборот на тоа кој е кандидатот, првиот човек или председателот на ВМРО ДПМН и председателот на СДСМ како два лика кои што ќе водат таа програма. Туку не, тоа да го прават луѓето во сите поедини области. Имате ли информација колку кандидати сте во недела за избор на председател на СДСМ, односно што станува со формално сме. на иницијативни? Значи формално сме четворица. Сосема легитимно постои на иницијатива на иницијативниот одбор за тоа дека бараат да биде кандидат и господин председател Црвенковски. Јас мислам дека тоа е легитимна кандидатура и сега зависи од тоа дали Црвенковски ќе ја прифати или не. Ако ја прифати, тоа значи дека ќе бидеме 5 кандидати и сосема нормално на ливчето за избор ќе има 5. Јас не знам дали ќе ја прифати, не може да кажува во негово име. Значи, најпрво, она што го кажувам секогаш, сосема е разбирливо дека после 20 години, после таков лидер како што е Црвенковски, многу луѓе, многу членови во партијата не можат да замислат дека СДСМ може да функционира без Црвенковски. Не е проблем дали ќе соберат 20, може да соберат и 40.000 подписи. Јас мислам дека Црвенковски според она како до сега после изборите се однесува, мислам дека Црвенковски ќе биде многу голем како што бил до сега, дека прв ќе излезе на конгресот како говорник
во еден говор кој што мислам дека ќе остане запамтен во историјата на Социјалдемократскиот сојуз, покрај другото ќе објасни дека тој заедно со основачите и заедно со членовите формирале политички субјект кој ќе остане во историјата во Република Македонија и таквиот политички субјект не зависи само од една личност. Тоа е политичка партија која што понатаму врз основите на кои што ќе нуди и нудела подобра иднина за ова општество, може да функционира врз основа на тоа како е поставена, а не зависи само од еден лик. Добро, ако се покаже во недела дека сепак сте аутсайдер во оваа трга, која е вашата иднина во однос на политичкиот ангажман во СДСМ? Ако мислите сега независно дали тоа значи аутсайдер ќе освоите најмалку гласови, ќе бидете четврти или можеби втори и така натаму, зборуваме за ситуација во која нема да победа. Во тој случај сосем мислам дека процедурата ќе биде во ред, мислам дека е битно денот, ако биде така како што го замислувам, прв ќе излезам и ќе му честитам на идниот претседател. Какви ќе бидат неговите натаму да кажам идеи за тоа што со Кире Наумов или што со таа, да речеме тие членови делегати кои што го поддржале, не можам да знам, но останувам во СДСМ во секој случај.